Почитувани гледачи, вие понатамо сте со емисијата Виспорт на програмата на Канал Виса, како што спомнавме во самата најава дека идната недела започнува традиционалниот новогодишен божикен турнир во мал фудбал Василево 2016-2017. Турнир кој што зад себе има една добра традиција, не би рекол огромна, но во секој случај се проби на македонската сцена кога станува збор за турнири во мал фудбал, претежно во зимскиот период. Александар Ристов е гостин во емисијата Виспорт за и околу овој турнир, член на организациониот одбор. Почна ли пријавувањето, Александар, пред се добре дојде во емисијата Виспорт? Почна ли пријавувањето за учесници на годинашново издание на турнирот во мал фудбал што ќе се одржи, мислам, од 16 па некаде таму новогодишно божикните празници? Најпрвен добар ден, ви благодарам на поканата, вашата спортска емисија. Општина Василево, како изминатите 6 години, и оваа година традиционално организира турнир во мал фудбал, новогодишно божикен турнир. Пријавувањето веќе започна. Има интерес, може да кажем дека има голем интерес од екипите. Пред се од помладите, затоа што знаеме дека спортот го водат младите, во нив е иднината, они се повеќе заинтересирани, но како се наближуваат деновите за додека да почне турнирот, се поголема ќе биде заинтересираноста и се надам дека ќе имаме доволен број на екипи. Мислам дека вие сте турнир каде што паралелно се одигруваат надпревари и во сениорска и во младинска конкуренција, мислам за и околу досегашното искуство. Мислам дека освен во оние сениорски тимови, имате и во оние помлади категории, ако не се лажам, или? Да, значи освен во сениорска конкуренција, уклучуваме и екипи од младите категории, но тие започнуваат нешто подоцна, околу 10 дена после кога ќе почнат сениорите, тие се вклучуваат после 10 дена и завршуваат некаде заедно. Мислам, финалето е во исти ден, како на сениорите, така и на младинците. Значи, оваа година право на настапки имаат за младинците играчи, деца кои се родени 99-2000 година, а сениорите, за сениорите не е ограничено, играчите може да бидат од цела држава, како и пошироко, и секоја екипа треба да брои од 6 до 10 играчи, што после во елиминационата фаза ќе имаат право на еден џокер. Така. Добро, тоа се е дел од условите за пријавувањето на екипите, дека не бројот на фудбалери може да биде од цела држава, бројот на фудбалерите не е ограничен или на 6 ќе биде? Не знам, затоа сакав да прашам кои се условите за пријавување на турнирот. Значи, секоја екипа треба да брои од 6 до 10, значи не е ограничен, затоа што нели кога почнува надпреварот мора екипата да има 6 играчи. Значи треба да има од 6 до 10, со што после во елиминационата фаза, како што најавив, имаат право на плюс уште еден џокер. А истото ќе биде и во младинска категорија, значи исти се условите и во младинска категорија. Котизација има, каде може да се пријават, рековме до 15 декември ќе биде пријавувањето на сите оние кои што сакат да земат дел од годинашново издание на турнирот. Да, значи како и минатите 6 години, котизацијата за сениорите изнесува 5000 денари, а за младинците изнесува 3500. Тие може да се пријават, имаме фан страна на Facebook, имаме на општина Василево на општина Василево на страната имаме објавено каде може да дојдат да допрат до турнирот, по детални информации, може да ме контактират мене, го имам мојот број оставено таму на страната. Значи наградниот фонд изнесува 200.000 денари, што значи дека прва награда ќе биде 100.000 денари. Втора ќе биде 50, трета ќе биде 30 и четврта ќе биде 20, што со плюс ќе имаме индивидуални награди за најдобар голман, најдобар играч, најдобар стрелец и во двете категории, во младинци и во сениори. Овој награден фонд од 200.000 денари се однесува само за сениорската конкуренција, ако не се лажам, значи ќе има и награди, претпоставувам и за оние млади категории кои што исто така ќе земат учество, односно младински екипи. Да, исто така ќе има награди и за младите категории, не е одреден оште фондот за младите, секоја година го одредуваме по бројот на екипи колку се пријавуваат и плюс за младите ќе има исто така за најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар играч на турнирот.
Вашата проценка дека на 16 кога е денот на општината ќе започне турнирот, сметате ли кога би можело да заврши, како по 2 до 3 надпревари, што покажа искуството, како ќе биде овие престојни денови во општинскиот центар Василево? Па, значи, според планот ние планираме до 15 да биде пријавувањето, до 18 часот, што веднаш потоа ќе биде излечена ждрепката, ќе се формираат групите и зависност од тоа колку екипи ќе имаме пријавено, после тоа ние го правиме распоредот, се консултираме со организационниот одбор дали треба по 2, по 3, по 4 надпревари да има на ден. После тоа кога ќе почнат надпреварите од младинска категорија, почнуваме нешто порано, затоа што надпреварите ќе се играат во салата на основното училиште Гоце Делчев. Претпоставам ќе биде затоплена. Ќе биде затоплен, да, како и секоја година. Мислам дека имаме прекрасни услови, благодарение на општината, благодарение на училиштето Гоце Делчев, на директорката, на нашиот градоначалник кој секогаш стои зад нас, кој секогаш ни помага во овие спортски манифестации. И се надевам дека и ова година новогодишно божикниот турнир ќе остави еден впечаток и ќе продолжиме во исто темпо секоја година. Да, тоа е факт, имајќи во предвид дека искуството, барем и од она што сум бил таму, дефинитивно има многу жар кога станува збор за оние завршни и елиминациони надпревари, толку можеби не во она групна фаза, но во секој случај има доста атрактивни голови, атрактивна игра, но и пред се многу жар во играта и борбеност. Она што сакам да го поставам како прашање, имаш ли сознание дали оваа година кој се би можел да биде пријавен, дали од минатогодишните екипи повторно ќе се пријават? Јас минатата година кога разговарав со екипите, рекоа дека ќе дојдат бидејќи навистина е ова силен еден турнир каде што има можност за докажување во малиот фудбал. Па да, значи, еве, задоволство ми е да најавам дека пред неколку дена стапив во контакт со нашите репрезентативци што се на футсал репрезентацијата на Македонија. Ме прашаа бидејќи имавме едно ограничување во минатата година, значи да имаме по 2 професионалци во екипа, но некако се стануваше недоразбирање затоа што некои играчи веќе престанале со активно играње на мал фудбал, а затоа што во кометот што е сега на фудбалската федерација оште се водат како регистрирани. Затоа ова година јас одлучив ова правило некак на еден начин да го изфрлиме, значи право да имаат сите екипи, сите надправарувачи, сите кои што играат, па они нека се групираат, нека си направат екипи, зависи од тоа и спонзорите кој колку ќе помага и по тоа може да биде и квалитетот на екипата. 30 екипи очекувате, мислам дека можеби тенденциозно, но претенденциозно е да кажам 30, праксата покажа 24-25 екипи или грешка сум јас, колку беа? Да, значи праксата покажа дека од 24 до 28, значи тука некаде се движиме, плюс... Што не е мала бројка. Да, што не е мала бројка, и што плюс тука не ги уклучуваме екипите од младинците, кои ги има секоја година и они се некаде од 13 до 16, 17, тука некаде, што значи ќе имаме над 30 и нешто вклучени плюс со младинците. Така, и уште 2 прашања, вообичаено како организатори давате и награда за публиката. Ќе има ли такво нешто оваа година? Дали е во план? Па да, значи ние секоја година правиме некој изненадување. Се надам дека и ова година ќе најдеме некој начин да изненадиме нашата публика која во доволен број не посетува, посебно во вечерните часови се одржуваат надпреварите и сега знаете, ладно време, не се седе се дома и има многу љубители на спортот. Мислам дека тоа е една добра манифестација да ја промовираме нашата општина, нашиот клуб кој сега е организатор на овој турнир и се надевам дека ние наградите ги обезбедуваме од спонзори што се во нашата општина, имаме доволно спонзори, доволно фирми, тие ни даваат по нешто, ние во склоп на тоа на влезниците излечуваме и награди. Сакам да најавам дека само и за финалната вечер ќе има главна награда која не ја откриваме сега, ќе понадаму ќе. И последното прашање, вообичаено на завршницата, ако не се лажам, последниве 2 години Василево ги избере и најдоброто од спортот. Ќе биде ли ова година вака или па вака нешто сме во преговори со нашиот градоначалник, го правиме ова последните 2 години, се надевам дека и ќе ни излезе во сусрет, ќе го направиме и ова година, затоа што мислам дека
тие спортисти кои ја представуваат, ја промовираат нашата општина, заслужуваат едно мало внимание за да и подариме нешто или да и дадеме една мотивација, една поддршка, да знаат дека општината секогаш стои зад нив и дека да продолжат во исто темпо да работат. Ристов, јас ти благодарам на ова твое гостување во емисијата Вис Спорт. Само подсетување, почитувани гледачи, Александар Ристов од Организациониот одбор за престојниот новогодишен божикен турнир во мал фудбал. Пријавувањето, да заклучиме, е до 15 декември. Да. Котизација 5000 денари во сениорска конкуренција, фондот на играчи од 6 до 10, значи нема ограничување, плюс џокер во елиминационата фаза. Сите информации кај Ристов или на фан страната Новогодишно божикен турнир 2016-2017. Ете, така можете да се информирате, а сите оние кои што пак сакаат да уживаат во фудбалски мајстори, а за време на зимскиот период во нашиот регион многу малку, ќе може слободно да бидат дел од спортската сала Гоце Делчев во Василево. Ристов, ти благодарам, многу успех во организацијата. Канал Вис ќе се обиде да ја долови атмосферата и од отварањето и дел од оние надпревари, па секако и завршницата од годинашно издание. Ви благодарам и на вас на поканата, па се надам дека ќе бидете наши гости и ќе ги последите дел од надпреварите. Почитувани, продолжуваме со останатите содржини предвидени од емисијата Вис Спорт на програмата на Канал Вис.